Почитувана колешке Петровска, јас ја разбирам вашата желба да се вмешате во дебатата, бидејќи сте во внатрепартиска трка за председател на СДСМ. И јас лично да би бил на ваше место, јас прв би ја поддржал програмата на новата влада, бидејќи конечно ќе расчисти и со име и со презиме ќе ги извади другите двајца против кандидати кои што се криеле за кандидатурата, бидејќи имале сторен криминал, а горе-доле сите знаеме кои се тие двајца. Тоа е Јован Деспотовски и министерот за смрт Менгеле Венко Филипче, кој што ете во овој момент сите некако ги зацкриваат, но јас мислам дека доколку вие ја поддржите програмата за новата влада, истите тие ќе бидат обзнанени пред лицето на правдата и тие криминалитети ќе бидат расчистени. Така да, навистина не знам кој ве мести во реториката од СДСМ, но на кое што треба да го знаете кога ги зборувате сите тие работи, дали некој излажал или ќе реализирал некое ветување, треба да ги имате резултатите на он дека успеавте вие како дел од првиот тим во владата да ги донесете СДСМ до еден историски пораз или резултат од 18 пратеници, да утре владиното мнозинство, ако одлучи да правите така како што вие правите и ги закаже сите 10 комисии каде што имаме ние председатели, вие ќе не можете да најдете пратеници да бидат присутни на комисиите, а не баре да дебатирате за истите. Зборувате за програмата на ВМРО ДПМН или за некоја програма на владина коалиција. И јас надполно и потполно ве разбирам дека вие не можете да разберете што е програма, бидејќи вие во СДСМ и никогаш таква сте немале. Еве ќе ве потсетам, дозволете ми, на програмата за живот во Македонија, односно на програмата за лаги во Македонија, каде што и вие гордо застанавте позади таа програма и таму останаа од оние 500 километри автопати и од оние други шарени лаги од кои што македонскиот народ и ништо не виде. И сега не може ние да се однесуваме тука, другите двајца се понеподобни, јас сум неподобна, јас сум била министерка во владата и вие под еднакво имате одговорност за ова што му се случува на СДСМ. Понатаму зборувате за некакви лажни ветувања или дали некој излажал. Јас ќе ви кажам следново: гледајте и учете, а моје ќе биде уживањето за сите тие тези кои што ги продуцирате во јавноста, како ќе пропаѓаат една по една. Ветување беше дека Дуи ќе отиде во опозиција. Знаете кој е Дуи? Од оној Артан Груби кој што носеше патеке како една просечна влада и ви играше фудбал од владата, а вие се срамевте да го браните, додека тој на чифтелија му пееше на Али Ахмети. Понатаму имаше ветување за реорганизација на министерството и тоа стана реалност.